Цивил медија. Да ви честитам прво на вас за организација на ваков наставник, тој е сериозен против за секој она што следи. Поддржувам го вашата заложба да нема 12% корупција, да нема многу. Тоа е единствената вистинска заложба. Сите дискутанти кои што земаат збор ги ставија во фокусот политичарите и други институции, здравствените работници, општините, не знам што. Никој не кажа дека таа корупција, односно парите кои што би требало да бидат давани за корупција, кои што викаме дека се не во плико, него се висока организација, мора да отидат преку банките. Ајде да видиме каде се тие банки, зашто тоа се прави сега специјалното јавно обвинителство преку трансакциите, преку банкарските сметки, успеа да најде некакви трансакции за кои што издаде некаква наредба. Не навлагам тоа дали се правилни или неправилни. Од таму, мислам дека потекнува целиот процес на корупција. Кога нема да има каде да се изнесат парите, бидејќи ако се парите под перници, тогаш ние сме сите многу богати луѓе. Преку тие трансакции, преку банките, е овозможено таа корупција да се легализира. Има посебен закон за банки. Единствените политичарите што ги напаѓаме сите, неправедно во целост, не се луѓе со посебни права и овластувања во финансискиот систем. Напротив, банките има посебен закон за банки. И банките имаат луѓето во банките, тоа се наши банки, значи тоа се системски банки, банки на Република Македонија. Банките имаат со закон посебни права и овластувања, кои што овозможуваат да го вршат криминалот надвор од видливиот дел на органите на програм. Во полицијата работат извонредни луѓе, кои што направија кривична пријава, барем во еден наш случај, 6 години трае. Зашто не е решено што се обвинителите не знаат да читаат тоа што е напишано. Пред една година Управата за безбедност, која што треба да се распуска, ја не ги знам архитектор, не знам за тие работи, однесе ја дополни кривичната пријава. Го прошири тоа како систем, кој што е опфатен од неколку банки. Финансовата полиција неколку пати преку директорот на финансова полиција најави дека се работи на случај кој што и финансовата полиција ќе подржи. Тоа се трети институции кои што работат на оваа територија, што се вика Република Македонија, или ќе го поздравиме низиното ново име утре, кои што се задолжени за гонење на прогон. Има обвинители кои што знаат тоа да направат, има и судии кои што знаат тоа да го пресудат. Има во антикорупцијска решение за еден обвинител, висок функционер, кој што му е санкциониран, односно кај што е регистрирано конфликт од интереси. Не се распуштени ни заради патните трошоци. Ден претходно директорот на антикорупцијска кажа дека нема да даде отказ. Кога се утврди дека има конфликт на интереси, тогаш се распушти антикорупцијска. Мислам дека треба малце дискусиите кога е корупцијата во прашање да бидат малце помалце романтичарски. Многу треба да се конкретни со имиња, со презимиња. Последните ваши настапи, односно ваши организации се надева дека ќе истрпите, дека ќе имате волја, снага и сите други да ве поддржат, да може со име и презиме да се кажува. Јас не го кажам само од една причина. Еден господин тука кажа едно име, за да не биде некаков исклучок да го има. Да не бидам исклучок од другите, нема да ги редам, иначе ги има многу. Или да не правим исклучоци, зашто никој не го спомна бирото за вештачење, од каде што потекнува сите оние работи, тука има правници, за основа на кои што судите мора да донесат пресуда. Знаете ли дека Киро Костов, вештак од бирото за вештачење, вештачеше во еден предмет со банка за од страната на обвинетиот, а он бил директор на фирма против која што полицијата покренала кривична пријава. Па ни требаше година дена да го тргнеме вештакот, но никој не го осуди. Заради тоа што трансакцијските сметки на сите тие што се корумпирани или кои што треба да бидат преку банките. Мислам дека тоа е дел од
корупцијата која што ретко која спомената. Мислам дека треба да се даде огромен дел од колачот. Дури тогаш, ние ќе можеме да збориме дека има страф, бидејќи не може да ги пренесеме милионите преку оние шише го фати на граница. Другачи преку трансакцијските сметки може да се следи, па ќе биде страф како да го настане. Ви благодарам уште еднаш. Нема ни иницијатива, нема ни организација. Значи има формирано здружение од преку 40 фирми и граѓани. Тука има некои луѓе кои што преку банка си ја губат куќата заради тоа што нивниот дедо потпишал хипотека. Ништо чудно, ама дедо се починал 5 години пред да го потпише тој договор. Шокантни работи. Камо е, ако тоа не е корупција, не знам што е. Апсолутно. Има документите, не е тоа да збориме вака во ветер. Инаку има формирано здружение, се вика Кордон антипредор, Кордон против Арамби, кој што секој кој што се чувствува измамен од банките, не тој кој што не ги плаќа кредитите на банките. Значи има банка дава кредит и ние банката мора да ја почитуваме. Има група на луѓе кои што политичарите доаѓаат и си одат. 27 години го крадат од општество. Вие сте сите робови на една група која што ве краде. Поверете, борите се против тоа да не бидете робови. Цивил медија